Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Почнуваат годишните средби на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Председателот Обама го представи планот за намалување на дефицитот. Републиканците го отфрлија. Ова се дел од насловите со кои ги започнуваме вестите. Годишната средба на Генералното собрание на Обединетите нации почнува денеска со повеќе од 100 светски лидери во Њујорк и на дискусии по разни светски прашања, вклучувајќи апликацијата за палестинската државност и иднината на Либија по падот на режимот на Муамер Гадафи, но и за болестите кои не се пренесуваат со комуникација. На врвот на агендата е прашањето за полноправното членство на палестинската држава, но и за политичката транзиција во Либија. Минатата недела Советот за безбедност на Обединетите нации едногласно реши да го прифати Националниот транзицијски совет, како представник на Либија, практично признавајќи го крајот на режимот на Гадафи. Американскиот претседател Барак Обама пристигна во Њујорк и се очекува да се обрати пред Генералното собрание в среда. Американскиот претседател Барак Обама го најави планот за намалување на дефицитот, но конгресните републиканци веднаш го отфрлија предлогот. Во говор од Белата куќа Обама ги повика американците, вклучувајќи ги и богатите и корпорациите, на платат што е фер во владините трошоци. Тој се закани со вето на секој предлог во кој ќе има кратење на медицинската нега за постари лица, ако истовремено не се зголемат даноците за богатите. Не станува збор за класна борба, се работи за математика, рече тој. Спикерот на представничкиот дом, републиканецот Џон Бејнер, рече дека планот на председателот врти една група американци против друга. Републиканците велат дека зголемените даноци штетат на инвестициите и економскиот растеж. По неколкогодишни правни битки по судови и жестока јавна дебата, американската армија во вторник формално ја укина политиката позната како не прашувај, не кажувај, според која хомосексуалците можеа да служат во армијата се додека отворено не се изјаснат за својата сексуална ориентација. Аналитичарите од Wall Street ги лоцираат причините за наглиот пат на акциите на почетокот на август. На високата стапка на невработеност, европската криза со задолженост и други основни економски проблеми. Но некои како причина го наведуваат и феноменот со тргување со висока фреквенција, компјутеризирано тргување кое се случува во милисекунди. Прилог за брзото тргување. Вака беше некогаш огромна енергија во најпознатата берза на акции во Америка. Купувањето и продавањето акции од брокерите со години наназад денес е заменето со тоа што на вистина го движи Wall Street. Супер брзи компјутери кои тргуваат со незамислива брзина. Џо Салузи раководи со компанијата за тргување Темис. Пазарот на капитал се промени. Не може повеќе да видите на телевизија брокери со џакети во разни бои како трчаат по Wall Street. Компјутери, а не луѓе, сега го имаат главниот збор на Wall Street. Ендрю Хайнс е брокер за Gain Capital. Милисекундата може да значи милиони долари за успех на стратегијата. Да имате предност од 1, 2 или 3 милисекунди на другите брокери. Значи дека може извршиле трговска трансакција со подобра цена. Джоел Хасбург е од Универзитетот Њујорк. Тој веле дека брзото тргување може да ја намали нестабилноста. Во нормални услови брокерите на брзи тргување делуваат како креирачи на пазарот. Тоа значи дека пасивно чекаат да купат или продадат се што доаѓа на пазарот. Во тој капацитет всушност го стабилизираат пазарот. Брокерите со висока фреквенција се слободни да го напуштат пазарот, да купат или да продадат, и тоа може да води до неочекуван вакуум. Тоа е една од причините зашто аналитичарите велат дека се неопходни понатамошни реформи за да се спречи нестабилноста и другите опасности во овој нов свет на тргување. Последниот попис од 2010 донесе податок дека во САД има нови 2,6 милиони сиромашни американци. Вкупно 46 милиони во моментов живеат на работна сиромаштија. Највисока цифра за последниве 50 години. Доколку работите не тргнат на подобро, се стравува дека бројот на оние што ќе останат без покрив над главата ќе продолжи да расте. Во продолжение прилог за една организација која се обидува да помогне.
Фактот на континуирано намалување на заработувачката на американците и подолгорочната невработеност кај оние кои останале без работа е фокус на напорите на Майкл Ферел. Тој е директор на коалицијата за бездомници во Вашингтон и голем борец за оние кои имаат најмалку. Тој не е изненадан што 1 на 6 мина американци живее под линијата на сиромаштијата. Доколку не се случи чудо во економијата во блиска иднина, ситуацијата неверојатно само ќе се влошува. Организацијата им помага на стотици кои одеднаш се нашле на улица. Тамара Голден со 3 деца останала без дом откако бракот и пропаднал. Тешко е, вели таа, ти ја убива самодовербата, те уништува како човек. Никој во ниедна култура не сака да им каже на децата дека можеби вечерва нема да јадат. Оваа организација на семејството Голден и на други во слична ситуација им обезбедува привремен дом, медицинска помош и поддршка за образование. Но како што вели Софија Сайберт, една од вработените таму, најважно е што обезбедува надеж. Секој може да се најде во ситуација на една плата до бездомништво. Сите овде размислуваме како би сакале да бидеме третирани ако тоа нам ни се случи, вели таа. За Тамара е тешко, но секој ден малку подобро, зашто е поблиску до образование што би помогнало на подолга патека. Во оваа организација велат, однапред му се радуваат на денот кога нивната помош не ќе биде потребна. Тие се оптимисти, но според најновите податоци околу 25 милиони американци во моментов се или без работа или работа со скратена работно време. Утре во News Flash, највисока стапка на сиромаштија во САД од 1959. Дополнителна главоболка предизвикува и фактот дека 50 милиони американци живеат без здравствено осигурување. Гледате утре во News Flash. Утре во News Flash. Како да се живее американскиот сон со мали пари? Се поголема потреба од агенции за помош. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.